Ми најнапред да го изразам моето задоволство што сум дел од оваа јавна дебата и што имам можност да ги презентирам стратешките определби на владата на Република Северна Македонија во подготовката, во креирањето на стратегијата за едно општество и интеркултурализам. Во основата на концептот на едно општество всушност е диалогот. И токму затоа го избравме овој пристап со директна комуникација и диалог со граѓаните, да ги слушнеме вашите приоритети, вашите потреби за тоа што е важно да содржи стратегијата едно општество за сите и што е она што е потребно за да можеме да изградиме општество кое што е фер и праведно за сите. Граѓанинот треба да се чувствува како еднаков и рамноправен припадник во општеството, а општеството треба да го градиме да биде фер и праведно за сите. Токму и во таа насока се главните стратешки определби на стратегијата за едно општество и интеркултурализам. Стратегијата е исцртување на главните карактеристики на нашата земја и главните вредности на нашата држава, која што е ширум во светот препознаена како држава која што својата определба ја гради и ја негува да градиме општество еднакво за сите, фер и праведно за сите. Да изградиме граѓанско општество со почит кон социјалните, кон етничките, националните, верските и културните разлики, како суштина на нашето заедништво, кое што се градеше со векови наназад и кое што представува обврска за сите нас кон нашата заедничка иднина. Еден од водечките концепти на стратегијата за едно општество е концептот на еднаквост и недискриминација. Почитувањето на различностите и спецификите на секоја индивидуа во нашата заедница, во нашето општество, е богатство за едно општество. Различностите ги сметаме за наша предност, наше заедничко богатство. Токму духот на тоа заедништво од стратегијата ќе направи жив инструмент за превенција од доминација на етноцентричната култура, што не е модел кон кој што се спреми нашата држава. Моделот на Република Северна Македонија започнува со почитување на сите заедници и создавање на можностите за различните заедници да соработуваат, да се надополнуваат и меѓусебно да се збогатуваат. Првиот чекор е прифаќањето и признавањето на различностите. Стратегијата нуди утврдени насоки кои нема да се дозволат да се вратат на сцена политиките на поделбата на ваши и на наши. Не смееме да дозволиме граѓаните да бидат предмет на физичко, вербално, психолошко или било кој друг вид на насилство само затоа што се поразлични од нас или пак само затоа што имаат одредена карактеристика која што нам не ни се свиѓа. Не смееме да дозволиме насилство кон припадниците на етничките заедници, кон малцинските или маргинализираните групи, кон припадниците на ЛГБТ популацијата или кон нашите граѓани од различна верска определба. Не смееме да дозволиме насилство кон лицата со попреченост. Не смееме да дозволиме насилство кон жените и девојчињата. Животот без насилство е основно човеково право. Право кое што е запишано и регулирано во Уставот на Република Северна Македонија и во сите конвенции кои што државата ги има ратификувани и кои што се дел од нашиот правен поредок. Не смееме да дозволиме обстојување на народовите стереотипи и предрасуди за улогата на жените и мажите, за улогата на момчињата и девојчињата во општеството и сите штетни практики кои што ги дискриминираат жените и девојчињата. Социјалната правда е основата на секое здраво и напредно општество. Наша цел како влада е да ја намалиме сиромаштијата и да обезбедиме квалитетен систем на социјална заштита со кој ќе им помогнеме на нашите најранливи граѓани. Токму оваа го постигнуваме со новите закони
со Законот за социјална заштита и Законот за детска заштита. Со реформите во социјалната и детската заштита овозможуваме секој да ги постигне своите потенцијали во општеството, затоа што веруваме во инклузивно општество, еднакво општество, општество кое дава шанса и се грижи за секој поединец. Ова е важно за владата и е важно за целото општество. Работиме директно на намалување на сиромаштијата во нашата држава и вложуваме во идните генерации. Вложувањето во човечкиот капитал е најдобрата инвестиција за една држава, за едно општество. Се грижиме за секое дете да му се даде еднаква шанса да може да го постигне вистинскиот потенцијал во текот на животот. Исплатата на социјалните права според новите закони ќе започне деновиве, а помошта се зголемува за околу 300%. 4-члено семејство со 2 деца вклучени во образовниот процес ќе земаат месечен надоместок од 10.600 денари. Ова е семеен пакет кој ги содржи правата од гарантираниот минимален приход, детскиот и образовниот додаток и енергетскиот додаток. Досега едно вакво семејство, 4-члено семејство, земаше месечен надоместок од 3.000 денари. Секое дете ни е важно и заслужува еднаков старт во животот. Со социјалната реформа, односно со Законот за детска заштита, правото на користење на детскиот и образовниот додаток го проширивме и на семејствата со минимални месечни примања. Со тоа за 20 пати се зголемува опфатот на деца кои што ќе ги примаат овие додатоци, односно образовниот и детскиот додаток. Се грижиме и за старите лица. Не можеме да зборуваме за општество еднакво за сите, ако грижата за стари лица ни е изоставена. Со реформата за прв пат во државата се воведува социјална сигурност за старите лица. Месечниот надоместок изнесува 6.000 денари и се очекува да го користат околу 6.000 корисници кои по било кој основ, од било која причина не оствариле право на старосна пензија. Посветено работиме и на процесот на деинституционализација, со кој што создаваме едно општество за сите. За 16 месеци бројот на лицата сместени во установи е намален за 32%, а дури 75% е намален бројот на децата кои што се сместени во установите. Со отварањето на малите групни домови и воспоставувањето на квалитетна база на згрижувачки семејства, децата повеќе нема да се згрижуваат во гломазните установи и институции. За лицата со попреченост и нивните семејства со реформата се развиваат неколку услуги. Една од нив е одмена на семејната грижа, со која се обезбедува краткотрајно згрижување на зависни членови на семејството заради одмор, лични и професионални потреби на членовите на семејството кои се грижаат за лица со попреченост. Новина во законот и тоа што правото на попреченост се проширува и на лицата со интелектуална попреченост. Додека додатокот за надоместок за плата за скратено време, работно време, за родител кој чува дете со попреченост се зголемува до 50% од просечната нето плата. Се воведуваат две целосно нови услуги за лицата со попреченост, а тоа е личната асистенција и услугата домашна нега. Се надевам дека со дел од овие политики, од овие активности, кои се од доменот на еднаквоста и недискриминацијата и од доменот на социјалната правда, навистина ќе се овозможи визијата која што ја има стратегијата за едно општество и интеркултуризам во наредните години во периодот на имплементација на оваа стратегија, која што е 3 години, навистина ќе стане наша реалност и навистина ќе живееме во општество во кое што има социјална правда, општество кое што е
фер и еднакво за сите, општество во кое што секој граѓанин ќе ужива во своите слободи и права загарантирани со Уставот и законите, општество кое што ќе ги сруши сите стереотипи поврзани со еднаквите можности на жените и мажите, општество во кое што навистина ќе нема насилство и секој ќе живее фер и слободно и секој ќе има пристап и еднаков третман во сите области на општественото живење. Ви благодарам. Пред се сакам да се заблагодарам за честа која ми е пруживте да учествувам на ова панел дискусија, која го носи еден навистина тежок момент во позитивна смисла, каде што ќе треба да покажеме како луѓе, како општествено одговорни луѓе, секој што знае и што сака да помогне во овој дел, зашто ова е една од суштинските работи без која ние како општество никогаш нема да се интегрираме во европските, ниту понатамо во некоја од цивилизациите. Навистина е момент кој е за поздравување и ова знае другарот Роберт Аладјовски колку јас се трудев само за да отпочнеме еден ваков документ и еден ваков процес, и сега сум навистина среќен што сум и дел од овој проект, и сакам да јас нема да зборувам, пробав да направам некој концепт каде што ќе биде критика, став, парола, така да ќе биде во функција на она што го кажа господин Бетичи, за да предизвикам малку пожустра дискусија помеѓу нас. И одма ќе почнам со прашање. Смеевме ли да си дозволиме на крајот од втората декада од 21 век да зборуваме и да пишуваме за вредностите на слободата и основните човекови права? Дали смеевме тоа да го дозволиме? Тоа што е. Во денешно време на општа глобализација, кога луѓето патуваат, се селат и преселуваат, се мешаат со други култури и нации и народи, кога повеќе никого не го интересира на која нација припаѓаш, ние овде се уште сме робови на својата традиционалност и ограниченост. Се прашувам зошто е толку важно некој кој припаѓа на ова општество да го пријавува своето етничко потекло. Ако кажам дека сум турчин, србин, бошњак, или што било друго? Дали тоа ќе го смени неговата позиција, правата и обврските во општеството? Дали ќе ја смени вашата перцепција за него, дали ќе смени било чија перцепција како за човек кој е дел од ова општество? Зарем на штета на сите други квалитети и квалификации на луѓето, поважна е некаква етничка или било каква друга припадност? Почитувани, диалогот во оваа земја ќе биде можен само тогаш кога ќе му дозволиме на другиот и поинаквиот сам да се представи таков каков што е. Сам да ја артикулира својата позиција, а не да имаме постојана фиксација на наша представа, кои се ви тврдам секогаш полни со предрасуди, стереотипи и потполно непознавање на другиот и поинаквиот. На голем дел од луѓето во нашето општество, а и пошироко, богами, им е потребна борба против решетките кои сами си ги вградиле во својот ум. Ако се осврнеме на историјата на соживотот на Балканот, можеме подобро да ја разбереме сегашност и да се соочиме со иднината, но без предрасуди за минатото.
Денес повеќе од било кога ни се потребни вистински вредности. Наша обврска е сите заедно да работиме на општество со кое ќе се гордееме, а не на општество на граѓани без лични документи и општество на изгонот и омразата према секој друг. Нешто на што треба сериозно да поработиме, да се посветиме и да обрнеме внимание. Како сериозен проблем во нашето општество се национализмот и омразата. Национализмот и омразата се сериозни болести за секое општество. Догма, односно догматска афирмација која ги суспендира сите нијанси и разлики. Само препознавањето и разобличувањето на национализмот и омразата може да не извади од погубната етнофашизоидна затупеност која не доведе до невидена беда и гетоизирање на општеството. Може би тешки термини употребувам, но сето е во функција да предизвикаме дебата, каде што ќе извлечеме поука од сето тоа што сме го правеле. Зашто јас сум растен во еден систем, созревам во еден систем каде што имаше, постојаа тие вредности, заедништвото, и гледав како тоа се распаѓа, наместо да се зацврстува, и гледав како се распаѓа. Сега нешто што сме имале, сакаме да го враќаме, но во секој случај и тоа е добро. Почетокот е одличен. Кој е нашиот императив? Наш императив треба да е враќањето на слободата и демократските процеси, а мултикултурализмот да биде вредност во нашето општество. Не смееме да дозволиме општество во кое ќе бидеме вреднувани по некаков етнички клуч, процент или квота. Одбиваме да живееме во општество во кое ќе бидеме вреднувани по било каков клуч, процент или квота. Атрибутот слободен граѓанин може да биде загарантиран само ако се ослободиме од конформизмот и стравот од кажаниот збор. И ако сакаме да се познаваме и да имаме меѓусебна доверба, треба да почнеме да живееме еден до друг, а не еден покрај друг. Јас верувам во концептот едно општество, верувам дека оваа стратегија ќе биде разбрана и ќе биде општо прифатена како вредност и концепт кој нема друга алтернатива. Визија имаме, стратегија имаме, концепт имаме, останува само работа и верба во тоа што го работиме. Успехот е загарантиран. Ви благодарам. Би почнал само со кратка напомена зошто МЦМС се приклучи на оваа иницијатива. Една и главна причина е, меѓу другото, слоганот по кој сме најпознати, дури попознати него МЦМС, тоа е цело кога има се, што е на еден начин истото ова што едно општество за сите значи. Значи, ние оддамна промовираме таа соработка, диалог, толеранција и почит, сите тие вредности кои треба да ги негуваме во општеството за да тоа биде продуктивно и прифатливо за сите. И тоа е мотивацијата зашто и сега се приклучуваме. Додуше од ова што беше кажано, ја ќе бидам малку опозиција, па може поише дебата ќе предизвика, а тоа е мислата дека едно општество за сите, баш тоа и значи, баш за сите, и покрај овие елементи што особено беа наведени предходно, дека прво не треба да се фокусираме само на етничката припадност, туку и сите други особености и дискриминации кои се јавуваат во општеството, од хендикеп, од верска припадност и слично. Она што кај нас е најголем проблем, всушност не е ништо од тоа. Односно, 10 години веќе на сите анкети за дискриминација, најдоминантна основа за дискриминација е партиската припадност. Односно, другите, и тоа најмногу меѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ, односно на водечките две партии. Така да, ако правиме едно општество за сите, треба најмногу со тоа всушност да се занимаваме и би поттикнал во стратегијата тоа
суштински да се вклучи, бидејќи на вистина етничката е втора најголема, ама е 10% помалку отколку партиската. А и сите сме сведоци, посебно како беше во претходниот период на владењето на ВМРО ДПМН, колку партиската припадност ги дискриминираше другите од работни позиции, од се друго. А гледаме и новата влада не е баш имуна на со овие епизоди за непотизам и слично. Значи, тоа прашање мора да биде третирано со оваа стратегија. Втори, повеќе или помалку последен елемент што сакав да го спомнам надвор од се што беше кажано, е разбирањето за најмал заеднички содржател, дека иако сакаме да се амбицираме да се постигне и цело кога има се едно општество за сите, тоа бара многу напор во разбирање на што се точно потребите, желбите, чувствителностите на другите и дека можеби и дека веројатно не е возможно да се постигне идеален систем за сите, но сите треба да сме свесни за толеранцијата, што на другиот му е важно. И за жал, еве вчерашната победа на Вардар го покажа тоа, дека саат 2-3 сите бевме во еуфорија, ја читав многу пофалби и Facebook статуси од мои драги пријатели албанци кои се радува на победата, исто како и сите други, така и треба да биде, ама не траеше тоа повеќе од 2-3 сата, кога почнаа на площад познатите извици, нели, за клетите, да не го збориме зборчето, пошто знаеме дека не... Извините, треба да го кажеме гласно. Па јас сум научил да не го кажам, зашто знам дека им пречи на колегите албанци, посебно со Фатмир, пошто се знаеме 20 години и сме го поминале тоа. И јас можам да бидам толерантен кон тоа и да не го употребувам, бидејќи знам дека пречи. И од друга страна, и после тие 2-3 сата почнаа веднаш и статусите да го осудат тоа, ама дел само го осудија и требаше да остане на тоа, ама дел ги обвинија тие што викаат дека се фашисти, дека се и ги идентификуваа со поранешната владачка партија, нели, со ВМРО-вци дека се. Со што па осудувајќи еден говор на омраза, несвесно можеби дискриминираат цела една друга група или ги поедистоветуваат тие неколку луѓе што викале така со цела или партија или етничка припадност или што и да е. И затоа викам не е лесно да се воздржиме сите од нашите предрасуди и стереотипи што веќе ги имаме и дека паја ги треба да се работи на тоа. Не дека нема начини, нели има и на баш еве со спортот, мислам британците прилично покажаа кога ги казнија пред 20 на години, 5 години да не настапуваат во Европска унија, тие поставија камери на сите стадиони, седишта на сите стадиони, идентификација на кој шо каде прави и снимаат поединечни инциденти на такви случаи. Сега е нив актуелно со расизам, порано беше за други работи, хулиганство, ама сега се снимаат луѓето и која има расистички изјави, се лоцира и точно да се види кој и се процесира, значи се казнуваат од забрана, не мора да е тоа затворска казна и такви работи, ама може да се почне да се забрани пристап на стадион и полека така ќе се средува проблемот. И мислам дека и самава стратегија треба доста по-конкретни работи, такви да има, прости, мали, ама систематски и постојани за сите, за веднаш да се осудува тоа, особено во своите заедници, во своите групаци и да така стигнеме до некоја поголема нормалност. И да завршам со 2 поенти. Првата е пак во духот на тоа со опозицијата, ја кажа веќе на отварањето на стратегијата, ако ја велиме национална стратегија, тоа автоматски значи вклучување на сите, вклучително и опозицијата, зашто не е владина стратегија или на оваа партија или на оваа коалиција, туку ако сакаме да биде национална, мора да биде поддржана од сите. За да биде поддржана од сите, сите треба да бидат вклучени во нејзината изработка и би стимулирал да се поканат представници од опозицијските партии на етничките македонци и на албанци да придонесат во ова со критика, со свое вклучување, со шо и да е, ама за да биде прифатена, мора да бидат сите вклучени и бидејќи следен говорник е Буго
Каров, лошата работа во ова е дека малце ќе го убие хуморот, бидејќи најубавите шали се точно базирани на овакви стереотипи и целата ова стратегија, незиното споредување ќе биде една фина игра на баланс меѓу едното и другото. Можеби во прво време ќе треба претераме со строгоста, ама кога ќе се надминат тие работи, ќе може поише да се вратиме кон хуморот и да не се некој навредува кога некоја шала ќе се каже за трпеливите македонци или глупавите босанци или мрзливите црногорци. Сега нели не е политички коректно тоа и не е во духот на ваква една стратегија, ама па станува животот помалку смешан и убав ако сето тоа се исклучи. И ќе кажам пример од светското првенство, пак со спорт ќе завршам. Од светското првенство во фудбал во Германија кога беше пред 10 години. Има една навивачка песна во Англија. И од прилика оди има 10 германски бомбардери на небото, еден срушивме, уште 9 остана. И сега си оди тоа. Има 9, еден срушивме, уште 8, дурне се истепаат сите. Германциве објавија CD со навивачки песни. И ја ставија таа како една од познатите навивачки песни, иако нели збори за германските бомбардери што се рушат. Така да не претераме у еднакво општество за сите на сметка на хуморот, може би малце ќе треба во прво време, ама да не одиме во крајности, исто така треба да се внимава. Многу сум изненаден колку малку луѓе и институции во Македонија забележаа дека официјалната спортска химна за Македонија имаше тежок обид, да речам напад, да се смени и во еден период успеа да го направат тоа. Песната од Тоше Проески, ако се сеќавате, на конкурсот на Агенцијата за млади и спорт беше официјално избрана. Последните години, 3-4 години од минатата власт, свесно се форсираше друга песна, која што се пее, да речеме, во Сандански, салата на Јане Сандански во аеродром, се пее таа песна кога игра Македонија. Претежно, односно се форсира и како официјална песна, за разлика од други настапи на... Не знам дали сте го забележале тоа до сега. Добро, тоа чисто онака сакав да го... Тоа е еден од обидите како може да се направи добра подлога за уште по еден основ луѓето да се делат. Јас сум живеел у фамилија у која што луѓето се делеле на добри и лоши. И се трудам и мислам дека во тоа успеав и моите деца, сега се трудам и внуците да ги воспитувам во тој дух. Би требало да ми е срам, меѓутоа на сите го кажувам, тоа и воопшто не ми е срам. Јас во војска дознав дека во Босна има муслимани. Наискрено ви кажувам. И секој човек, ако гледаме реално, би требало да му е срам од тоа. Меѓутоа јас тоа не го знаев заради тоа што кај нас никад во фамилија такви работи не биле форсирани. Никад не се разговарало кој на која националност припаѓа, кој што работи. Секогаш луѓето сме ги гледале како луѓе и никако поинако. Денеска сакам да зборам, да кажам неколку работи, а сакам да поставам една теза, како сакате крстите ја. Ние цело време збориме за решавањето на колективните проблеми што ги имаме во државата. И стратегијата што сега се прави, се работи во смисол и во правец на решавање на колективните проблеми и решавање на проблемите на колективитетите. Јас сакам поентата да ставам на поединецот. Многу ми забележува, имав прилика кога се правеше уставот на Македонија, да разговарам со луѓето што работеа на тоа и со некои од политичарите. Да ви откриеме една тајна, ние многу ги критикувавме политичарите, ама многу и се дружевме со нив. И така имавме и можност да дознаваме различни пикантерии кои што после ги пласиравме во јавност. Имаше една голема дилема
И мислам дека ако тоа тогаш се решеше, ако имаат тогашните политичари малку храброст да го во уставот, во преамбулата напред да пишува дека Македонија е држава на граѓаните што живеат во неа, многу работи од тие што се случуваа понатаму немаше да се случува. Мој лично мисли. И мислам дека имплементацијата сега, реализирањето на оваа стратегија, најмногу ќе зависи ако поентата ставиме на едукацијата на поединецот, а не на колективитетите. Ако ние поединечно секој сватиме и ако знаеме како треба да се однесуваме и ако направиме обиди да им помогнеме на оние што живеат оптоварени со стереотипите од минатото да ги исфрлат тие работи, и ако со сите луѓе разговараме и се слушаме еден со друг. Значи, основа на сето ова да успее и за општеството да функционира е во тоа да се сослушаме, да чуеме еден со друг кој што мисли и кој на што се надева. Ние живеевме, вие сте помлади, сега Галап само не е помлад од мене. Ние живеевме во заедница, ние живеевме во братство единство. И кој како сака, нека го толкува тоа, дали дека тоа било декларативно, јас сум сведок, јас лично знам, и јас така сум го сваќал, и така сум го практикувал, дека тоа беше вистински заеднички живот, тоа беше вистинско општество за сите. Ќе ми биде многу драго, а ќе мораме сите да вложиме напори да го направиме, Македонија да направиме на вистина општество за сите, подеднакво. Мислам дека имаме капацитет. И покрај тоа што и по кола сега со Фатмир и со Роберт ги дискутиравме тие работи. Основата е во тоа како ги сваќаме, како ги перципираме работите, или популарно да речем во чипот. Ако не е зашмелцуван чипот на некој стандард што е вонстандарден, ќе биде многу тешко, освен да се менја комплетниот чип, што е тешка работа. Затоа сакам уште еднаш да истакнам дека треба да се даде акцент на индивидуалниот придонес во реализацијата на целиот овој концепт. И ако тука успееме да ги вклучиме луѓето, тоа е широк процес. Треба да тргнеме во една, условно речено, деструктивна работа, според мене. Треба прво да департизираме државата, па да направиме, да ги демократизираме партиите, за да може во самите партии поединците да дојдат до израз и да ги пласираат своите идеи, и врз база на собствената перцепција и врз база на логиката, како што и налага концептот на практицирање на животот, да може да го практицираме целиот овој концепт за заедничко општество за сите.